Добар ден, ученици! Јас сум професор Стаменка Ѓорлева и го предавам предметот бизнис за трета година за економско-правна и трговска струка при Средното општинско училиште Јане Сандански од Струмица. Во темата инвестирање и бизнис, денешната наставна единица е оценка на инвестициите и ризик при инвестирање. Веќе рековме дека инвестирањето е жртвување на сегашноста за подобра иднина. Значи, инвеститорот се воздржува од тековна потрошувачка, штеди од профитот, за да инвестира во капитални добра, кои во иднина ќе му обезбедат поголема економска корист. Од кога ќе се реши да инвестира, инвеститорот се наоѓа исправен пред повеќе можности за инвестирање и за вложување на својата заштеда. Тој треба да ја избере можноста која ќе му донесе најголема корист. Инвеститорот е во постојана потрага по избор на најефикасно искористување на ограничените ресурси. Во теоријата и практиката не постојат модели на пресметка кои со сигурност ќе проценат кои би биле ефектите од инвестицијата во извесен период. Проценката за тоа дали инвестираните средства го постигнале саканиот ефект се врши дури во четвртата оперативна фаза или кога е истрошена голема сума на пари. Тоа значи дека проценката или оценката на инвестицијата се врши од после, од кога ќе се добијат првите резултати од работењето. Сите други пресметки кои се прават пред да се почне со инвестирањето, се прават врз историски или актуелни податоци поврзани со работењето на слични капацитети во гранката. Оваа проценка има за цел само да го предвиди ризикот одблиску, но ни оддалеку не може да ја потврди успешноста на инвестицијата. Инвестицијските проекти можат да бидат различни за различни цели, како на пример да се замени опрема или набават нови машини, да се модернизира производството, да се зголеми асортиманот со нови производи и услуги, да се овозможи учество на нови пазари и слично. Централниот интерес на инвеститорот се приносите од инвестицијата кои што се искажуваат во пари. Без разлика дали со инвестицијата се остваруваат заштеди или се создаваат можности за дополнителни профити, таа секогаш е поврзана со финансиските ефекти. Профитабилноста е основниот принцип на економската активност. Затоа критериумите за вреднување и селекција на инвестицијските проекти треба да ја изразат нивната профитабилност. Секој предприемач би сакал да знае колкав е приносот од вложениот капитал. Секој акционер сака да знае колкава ќе му биде дивидендата. Секој менаџер сака да ја знае колкав ќе биде приносот од вкупниот капитал. А секој работник сака да знае колку ќе му се зголеми платата од самата инвестиција. Од тука произлегува дека иако не е единствен, профитот сепак е најважен критериум за оценка на исплатливоста на инвестицијата. Ризикот на инвестицијата зависи од времето и големината на инвестицијата. Со оглед на тоа што инвестицијската активност трае подолг временски период, сосема е известно дека промените на опкружувањето можат да влијаат врз текот на инвестицијскиот процес. Колку е поголем износот на инвестициите, толку е поголем ризикот и обратно. Ризикот произлегува од неизвестноста која постои помеѓу периодот на инвестирање, кој може да биде долг и голем, и периодот на крајните ефекти кои не се загарантирани. Затоа, секој инвеститор настојува да ги согледа можните ризици
и преку превземање на акции да го отстрани или намали нивното влијание. Проценката на приносите, пресметките за приходите и друго се базираат на сегашни податоци, кои се расположливи во дадениот момент. Од друга страна, проценката на идните приноси се прави врз основа на очекуваните влијанија на настани фактори во иднина, а иднината во себе носи неизвестност и ризик. Ризикот е еден од најзначајните елементи на инвестиционите проекти. Ефектите како приливи се очекуваат во иднина. Од аспект на ризикот, инвестиционите проекти може да се класифицираат во повеќе типови. Агресивни и високоприносни проекти. Тие се ориентирани кон остварување на висок принос, но нив ги следи и висок ризик. Од овој проект, менаџерот би очекувал многу висок принос, отколку што е вложувањето, но и ризикот е многу голем, бидејќи евентуален неуспех може да доведе до крупни финансиски последици, па и до банкротство. Високиот принос обично е примамлив за инвеститорите, но при фаќање на ваков проект бари и внимателна анализа на инвестицијската можност поради постоење на високиот ризик. Посакувани проекти. Тие обезбедуваат висока разлика помеѓу вложувањето и приносот и имаат висок ризик, но помал од агресивните проекти. Менаџерите се заинтересирани за откривање на вакви проекти и ги фаворизираат во однос на другите. Дефанзивни проекти. Па овој тип на проекти, стапката на принос е пониска од вложувањето, но и ризикот е низок. Ваквиот вид на проекти не обезбедува рентабилност и може да се превземат понекогаш како изнудена работа наметната од други. Непожелни проекти. Од нив се очекува многу ниска стапка на принос, отколку што е вложувањето и имаат многу низок ризик. Ваквите проекти не е оправдано да бидат прифатени. Нископриносни, но безгрижни проекти. Таквиот тип на инвестирање е купување на државни обврзници. Приносот од државните обврзници се зема како долна граница на надежта што еден инвеститор би можел да ја очекува од инвестицијскиот проект што го превзел. Државните обврзници се безризични и тие се постојани. Важноста од проценката на ризиците се согледува во тоа што доколку во текот на инвестирањето би настанале некои негативни промени, тие може да го доведат инвеститорот до економско уништување. Инвестициите се изложени на неколку видови ризици. Технолошки ризици се однесуваат на технолошкиот напредок, развојот на науката, техниката која носи нови технологии и нови производствени процеси, тоест брзо застарување на постоечките. Сето тоа води кон постојана трка на инвеститорите да обезбедат современа технологија со цел да останат конкурентно одржливи на пазарот. Ризиците на бизнисот можеме да ги препознаеме како ризици од пазарни промени, најмногу се изразени од промената на понудата и побарувачката. Неповолната промена може негативно да влијае за идните приходи од продажба, кои се очекувани ефекти од инвестирањето. Ризици од промена на цена на чинење. Промената на цената на чинење на инпутите во производството ќе ја зголеми цената на чинење на аутпутот, а тоа може да предизвика намалување на ефектите од инвестицијата. Во финансиски ризици спаѓаат ризик на неликвидност, кој постои кога предпријатието не е во можност со тековната актива да ги плати доспеаните обврски кон добавувачите и државата.
Берзанските ризици постојат кога поради неповолни регионални, национални или глобални економски состојби кои предизвикуваат намалување на вредноста на акциите, што се одразува на реалната проценка на расположливиот капитал на предпријатието во определен момент. Фактори кои можат да предизвикат ризици се поделени на интерни и екстерни фактори. Интерните фактори произлегуваат од внатрешното опкружување на предпријатието, тоест од неговите слаби страни. Без разлика која е причината за нивното настанување, резултатот е секогаш ист, а тоа е губење на економските ефекти од инвестицијата. Екстерните фактори произлегуваат од надворешното опкружување, тоест од надворешните ризици на кои инвеститорот не може да влие. Такви се инфлаторни, валутни, политички, правни, климатски и други ризици. Затоа потребно е да се предвидат со што ќе се намали или избегне нивното негативно влијание врз инвестицијскиот проект. Затоа инвеститорот е во постојана дилема дали да инвестира во мали инвестицијски проекти кои ќе му донесат пониски приноси во иднина, а кои носат и понисок ризик, или да започне да инвестира во големи проекти кои можат да му донесат големи приходи, но и поголеми ризици. Во следниот пример ви е дадена една проценка на инвестицијата. Инвестицијата е садење на садници ореви. Инвеститорот пред да инвестира прави една проценка за сегашноста и за иднината. Во сегашноста ги проценува можностите, но и ризиците од преземање на ваква активност, односно на ваква инвестиција, но исто така прави и една проценка за иднината, односно ги проценува и можностите и ризиците во иднината. Врз основа на дадениот пример, од вас ученици се бара да направите проценка за отварање на вегетаријански ресторант, за одгледување на печурки и за школа за модерни танци. Следната вежба ви се дадени 8 искази. Од вас се бара за секој исказ подетално да се изјасните дали се согласувате или не се согласувате и воедно да ги образложите и причините за вашето согласување или несогласување. Оваа вежба е еден поинаков вид на тест кој што треба да ја изработите откога ќе ги усвоите знаењата за проценка на инвестицијата и ризик при инвестирањето. Следната вежба е студија на случај за странски директни инвестиции во Кина. Од вас се бара да ја прочитате студијата на случај и потоа да одговорите на поставените прашања. Во последната вежба, од вас ученици се бара да направите истражување кое што ќе биде во есејски вид за влијанието на странските директни инвестиции врз македонската економија. Истражувањето треба да го спроведете со барање на одговор на дадените прашања. Благодарам за вниманието.